Добро утро до сите гледачи. Ова утро наш соговорник е директорот на управата за заштита на културното наследство, господинот Виктор Лилчич. Адам, со кој што ќе поразговараме за повеќе проекти кои што моментално се одвиваат во целата држава. Господине Лилчич, ајде да започнеме прво од овој регион тука, од она што е најпресно и најактуелно, а тоа е Локвенското кале и пронаѓањето на монетата со ликот на Александар Македонски, која што според првичните информации потекнува некаде од 4 век пред нашата ера. Точно така. Се работи за една извонредно богата територија, Пелагонија, значи кралството на античките пелагонци, кои биле во раната антика, би рекол, во рамките на античката македонска држава. Ние во предходните, да речам, децении некако не верувавме во оваа идеја. Меѓутоа, последниве децении се истражувањата главно на проектот Античкото кралство Македонија во Република Македонија, кој што одеше преку Филозофскиот факултет во Скопје од 2005 до 2009 година. Собравме доста, значи површински се истражуваат доста локалитети, главно антички градчиња и тврдини во овој предел пелагонски. И се открија многу монети и тоа нас ни беше интересно. Значи тоа се збориме за 4-тиот и за 3-тиот, па и за 2-тиот век пред новата ера. Значи интензивно присуство на монети на македонските кралеви. Значи тоа и од првата македонска династија на Аргеадите и од втората македонска династија на Антигонидите. Значи сега очигледно дека во меѓувреме, значи дојде до со сите овие превирања што се случуваат сега во последно време, со нашите проблеми со соседот, со јужниот сосед, со основното прашање дали оваа земја, територијата на Република Македонија го заслужува името Македонија, без разлика, нели, македонскиот народ го носи ова име со гордост, но ајде да видиме сега, тоа ти беше да го најдеме крунскиот доказ, крунските аргументи зошто дали оваа земја била дел од Античкото кралство Македонија. Го реактивиравме, го рестартиравме проектот Античкото кралство Македонија во Република Македонија и за прв локалитет го одбравме, значи, како што рековте, Локвенското кале. Тој во литературата се водеше како Кале Алданци, односно подоцна Локвенско кале, меѓутоа реално припаѓа на катастарска општина Норово, односно на општина Крушево, со тоа што некрополата, која што како археолошки локалитет се нарекува Мало кале, таа е веднаш на јужната страна под калето, значи под градот антички, значи припаѓа на општина, значи село катастарска општина Подвис, општина Кривогаштани. Така да почнавме со откривањето на гробовите, значи раководител на проектот е магистер Дејан Кебаковски, кој што е веќе околу месец дена интензивно работи со еден многу вреден археолошки тим и видите се откриваат гроб по гроб. Тука се неколку рецентни гробови од доцната антика открија, меѓутоа главниот културен хоризонт, како што видовме, е всушност некрополата, гробовите од 4-тиот век, од времето на Александар Македонски. Сега еден гроб што го открија е токму 4-тиот век пред новата ера, тој е интактен, значи со име на еден човек кој што античко име, значи од тој што бил погребан во тој гроб, а овој гроб што се откри во саботата е гроб ограбен во минатото, но за среќа ограбувачите во тоа, значи не во последно рецентно време, ограбувачите тогаш не успеале, значи немале метал детектор, нели успеале две парички беа останати и сега колегите ги открија. Значи се работи за две монети на Александар Македонски и тоа една е бронзена, се најде на работот гробот, а втората е сребрена монета, исто така на Александар Македонски, негова сребрена драхма, таа се најде долу на дното на гробот, на источниот дел на гробот. Се работи за оној познат обичај, оболи на Харон, значи такво било верувањето на античките жители, античките македонци, дека душите, психите ги носи белобрадиот, белокосиот старец Харон на чунот во подземјето, по реките, по водата. И овие парички биле оставани на некој начин како плаќање за превозот. Значи, да. Колку е значајно и битно во откритие? Видите, ова откритие ја би извлекол две поенти, значи, или можеби и три. Една, би рекол за мене, врвна поента е фактот дека во срцето на Пелагонија, значи, во малку оној по-северо, можеби западен дел, се откриваат на овој локалитети од порано имаме, значи, монети исклучиво на македонските кралеви. Значи тоа се негде, да речеш, од 100% монети имаме 95, 96, 97% исклучиво монети на македонски кралеви, тоа би рекол од Архелај па наваму се до Персеј, до последниот македонски крал. Тоа е еден момент. Вториот момент што е важен, значи тоа е, би рекол,
развојот на локалните општини. Тука е меѓата на три општини, значи општината Крушево, општината Кривогаштани и општината Долнени. Значи, ние се обидуваме, оваа влада се обидува и ние како Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство да започнеме малку да ги интензивираме, значи даваме средствата се благослов во определен процент за да се поттикне развојот на културата во општините. Значи, тоа не се можеби големи средства, понекогаш зависи како каде, меѓутоа многу е битно да луѓето почнат да ги разбираат, значи, овие локалитети како нивни и од една страна самите градоначалници, значи самите општини да почнат, значи, да добијат локалитет. Секоја општина по мене треба да одбере, да селектира еден ваков локалитет кој што ќе биде археолошки локалитет фаворит, кој што ќе го и самата општина оддржува и понекаде и финансиски донира, да речеме, помага, нели, за да може да утре тој локалитет постане еден респектабилно, да речам, туристичко место како една многу важна туристичка дестинација, каде што ќе може и да се оформи она што го велиме финансиски фидбек, враќањето. А има и друг момент, би рекол она што реков, заштитен момент. Знаете, со години археолошките локалитети беа напаѓани од страната на илегалните трагачи. Сега добро, со оној проект Фалангата тоа се стопира, се запре до некој процент, но многу е значајно да самите жители, во случајов би рекол на Кривогаштани, но и на, да речеме, Норово, Локвен и тука да го почувствуваат овој локалитет како нивен, како нешто што им е драго, како нешто што ќе може да се пофалат пред роднините, пријателите во градот, во Прилеп, во странство, да кажеме, кој што како има, да рече, гледате ние што имаме. Значи имаме локалитет каде што излезе од темнините, од длабочините на земјата, ликот на Александар. Еве тоа збориме за општина Кривогаштани, после 23 века излезе ликот на Александар, да речеме, тоа е. А кој локалитет таму бил? Како? Кој локалитет се наоѓал на Локвенско кале? Кој град антички? Речеме Норовско или Локвенско, како сакате, кале. Значи, е било обградено с еден огромен зид, значи, и тој е негде 2 до 3 метри широк, не е откопан. Значи, илегалните трагачи нешто почнале, златарите, да го копаат, но целосно, дури ние како држава ќе почнеме да го копаме. Се надевам во догледно време ќе го отвориме, ќе го конзервираме и ќе го отвориме за употреба пред јавност. Значи, тоа е горниот град, Акрополата. Таму југозападно е долниот град, местото се вика Градиште и терасите сите биле населени. Ние денес се уште не знаеме кој е името на овој град. Значи претпоставуваме, можеби тоа бил античкиот град Писаион, што е спомнат во историските извори, дека во една раната антика бил нападнат и ограбен од една група, но сега тоа, значи видите, името, јас се надевам дека во некој среќен момент ќе излезе некој надпис епиграфски кај што ќе биде името напишано. Главно е она што го знаеме дека овој град бил оформен некаде во архајскиот период, значи па живеел се до освојувањето на римјаните, па и во римско време живеел. Значи тука, значи едноставно се одвивал живот едноставно. Така да во моментот, меѓутоа со истражувањата се надам дека факт е дека постоел, дека тука екзистирал еден голем, значајни, силен град. Како такви градови, значи во Пелагонскиот дел кај што живееле античките пелагонци има некаде десетина. Значи најблизок бил на пример на овој град на локалитетот Марков Чардак Бело поле, потом имаме кај Црнилиште Кукулајца на пример, потом имаме на локалитетот Мал Сурун Горносело уште еден таков град кој што е можеби најверојатно долниот град наречен Колобајса, со Акропола горе на Трескавец кај што бил горниот град. Тоа е тезата на колегата Душко Темелковски, а на југ имало повеќе такви, на пример градот Керамија на Варош и натаму надоле се до онаму до Скочивир. Тука се негде десетина, ако не и повеќе такви јаки, силни пелагонски градови кои биле всушност и македонски, имајќи ги предвид, значи, македонските монети што се откриени на овие простори. Спомнавме да исто така дека се работи на Трескавец и на локалитетот Мал Сурун, односно на селбата Колобајца долна и горна, како што кажавте. Кога ќе започна истражувањата на локалитетот Стибера, кој што исто така еден значаен археолошки центар во овој регион? Па сега видите, Стибера е многу значаен град кој што се спомнува во рамките, Страбон споменува, во рамките на областа Девриоп. Тоа е гранична област, западна гранична област на Пелагонија, на Пелагонското кралство. И тука се тие три града, значи Брианион, Алкомена и Стибера. Видите, Стибера се копаше доста време, негде 1950-53 почна и со прекини константно тука се работеше. Имате право, извонредно, енормно, богат
рано антички град кој што исто проложил да екзистира и во римско време, бидејќи римјаните забележале дека тука тоа е крстосница кај што доаѓа патот по кој доаѓа и железото од Демирхисар, и така да исто така и на полпат помеѓу Хераклеја и Керамија, значи и Варош, така да им треба на патниците на караваните да се одморат. Значи истражувањата ги раководи колегата Душко Темелковски и ние веќе издадовме одобрение, дозвола, значи, за археолошките истражувања овогодишни 2016 година, и тоа е, значи, владин капитален проект. Мислам дека Душко ќе почне да работи веќе од наредната година, ќе почне наредната недела ќе почне да работи. Јас се надевам на добри резултати, ќе се чекаме веќе во текот на јули би требало да има први резултати. Таму пред 2 години беше откриено првото античко собрание во Македонија. Тоа е многу значаен, значи капитален објект во Македонија. Дали некогаш ќе се конзервира во брза иднина? И што се случува со оној проблем што го има локалитетот Стибера, односно со тоа што поголем дел од тој локалитет се наоѓа на приватен посет, односно на приватни ниви? Да, тоа е голем проблем, не е само Стибера, значи Бедем, Чепигово, туку и многу други антички градови го имаат тој проблем, значи збориме за силни, јаки, големи градови, да кажеме, кај што некои дури од озгора се изградени современи живелишта, мислам денешни урбани дури, да речеме квартови, како што е Охрите или Варош, да речеме, или Штип, например, античкиот Астибо. Прилично имаме, или Струмица, например. Знаете како имаме среќа што Стибера не е врз градот, не е населено селото или некаков град да израснал, така да, а сега ова е реален проблем, дека нивите всушност тие се приватни. Значи ние правиме напори да се изврши експроприација на овие ниви, значи со плаќање, односно сега за сега одиме во фаза сме да видиме со замена на земјиште, да речеме државно земјиште да им се даде на луѓето и да се а они да ги остапат нивите, и ќе видиме како тоа ќе функционира. Значи има позитивен некој напредок, меѓутоа малку можеби споро оди, но мораме да го интензираме тој момент. Ете овој момент што рековте, значи во приватна нива минатите години, предминатата беше така, откриена градскиот булевтерион, значи видите булевтерион, градско собрание, тоа е нешто што како да кажам, тоа е еден од врвовите на цивилизацијата древна во антиката. Тоа го има голем број македонски антички градови во Република Македонија, нешто што например го нема ни Америка, ни Европа. Значи ние го имаме едноставно, така да мора да се сторат напори, ќе ги сториме тие напори постепено. Ние бевме приморани бидејќи е приватно земјиште, се откопа и не успеавме, нели кус беше временскиот период да му го експроприираме на човекот, моравме да го затрупаме. И сега знаеме, има документација каде се наоѓа булевтерионот. Во даден момент кога ќе се експроприира таа парцела, повторно ќе се отвори и тогаш ќе се конзервира, ќе се пристапи кон конзервација и ќе се даде на употреба пред јавноста. Тоа е и целта. Всушност Стибера е македонска Помпеја. Така е наречена, бидејќи некаде во средината на 3 век била во еден напад на варварите срушена, урната, и после тоа не била едноставно населена интензивно, и сега кога се копа, уште од средината на минатиот век се откриваат цели статуи, глави, едноставно објектите се прилично сочувани, и тоа е наша шанса на Република Македонија, еден таков град, таа наша македонска Помпеја да отвориме и да направиме еден туристички една убава, прекрасна туристичка дестинација. На кои други проекти, вака да ги наброиме, се работи на ниво на држава моментално? Па вака, она што го движиме ние како управа за заштита, што се владини капитални проекти, идејата е да се селектираат, значи главно археолошките локалитети, теми, значи содржини од прв карактер, нели? И наша, ја би рекол, дури најсилен најјак момент е на проект, би рекол, е проектот Археолошки катастар, макар што паралелно со него наскоро ќе започнеме и со еден друг проект кој што носи назив Долината на кралевите. Значи тоа е долината на реката Брегалница од Штип до устието во Вардар, каде што има некаде горе-доле како што најмалку можеби 20.000 гробови, кои многу мал дел од нив се илегално отворени. Значи ние имавме прилика минатите неколку години да посетиме тој простор, и ја останав, да речам, чудо невидено од она што има покрај Брегалница. Значи тоа е еден посебен феномен за кој допрва ќе се зборува и наредните години треба интензивно се работи. Археолошкиот катастар, тоа е теренскиот дел на еден поголем проект, нешто што е, да би рекол, дури дел на
катастар на целокупното културно наследство на Република Македонија. Значи тоа е проектот археолошки катастар, теренскиот дел оди преку музејската, ето станува археолошки музеј на Македонија. И мислам дека ова е трета година како се одвива. Ние тука ги селектиравме главно старите градови и тврдини во Република Македонија, кои што се градени од бронзеното време, целата антика и средниот век, и тие се главно древната цивилизација, би рекол предисториска, античка и средновековна, нешто што многу малку земји во светот го поседуваат, ние го поседуваме и нормално треба да го истражиме, да го отвориме, да го заштитиме. Но мораме да го ставиме би рекол за сега виртуелно поголемиот дел врз катастарска подлога, со гиста технологија, нешто што речеме ни една земја на Балканот не го направила. Единствена земја која што има на Балканов археолошка карта, дигитална е Словенија, но нема врз катастарска подлога, тоа што ние сега го правиме. Значи сега би рекол тоа е моментално таа фаза теренска што ја движиме, можам само накуса да кажам дека што забележавме оваа година, мислам колегите од тимот од археолошкиот музеј на Македонија, значи они доста работеа на локалитетот античкиот македонски, тоа е Маркова кула Корешница, каде што открија некаде околу 26 монети на македонски кралеви и други, да речеме средновековни монети, но овие се доста импресивни. Сега се откри една воена база на македонскиот крал Касандар. Во почеток мислевме дека е Александар, бидејќи имаше една негова монета, меѓутоа грото, концентрацијата монети се на Касандар. Сега овој другиот дел што е побитен, да речеме, е оформувањето на самиот катастар. Значи ние како управа распишавме меѓународен тендер и во моментот тече таа обработката и изработката на физибилити студијата некаде до крајот на оваа година 2016 ќе биде. Со тоа после правиме информација до влада и веќе 2017 ќе почнеме со вградување на видите, тоа започна со идејата археолошки катастар, но во случајов по пат го променивме, односно го апдейтувавме, да речеме, нашата идеја ја надградивме, значи кога веќе се работи физибилити студија за археолошки катастар, значи променивме, нарачавме да биде студија за целокупното македонско културно наследство. Значи тука ќе бидат вградувани сите, да речеме, стари градски јадра, поединечни споменици на културата, на пример манастири, цркви, храмови, сето тоа ранохристијански базилики, се што е културно наследство, па дури идејата е да се вградат и македонските, да речем, села кои не постојат, бидејќи тие се на некој вид културни места, археолошки локалитети, да речеме, да не споминам сега примери, ги има многу примери во Македонија, тие треба да се заштитат, значи да не се дозволи да се разнебити тоа културно наследство од кое што луѓето живееле едно време во повисоките предели го напуштиле, барајќи нови ресурси и места за живот, нели? Така да ја мислам дека планот е некаде до 2021 да се стават речиси најголемиот дел, процентуално да стигнеме 50, можда и над 50% и да имаме нешто што ни една држава на Балканот, па може и пошироко го нема. И за крај сакам да ве прашам за локалитетот Висока и за локалитетот Старо Бонче, кој што е на вистина исто така еден капитален проект, каде што се наоѓа една гробница, односно кралска гробница, и исто така тука беа пред неколку години откриени штитовите на кралот Деметри. Така, видите, јас... Што се случува, значи, и со штитовите и со овој локалитет? Така, јас немам, мислам, како да кажам, може да кажам немам зборови, ама имам зборови, сакам да кажам, че локалитет, еден врвен цивилизацијски пункт, значи еден град на една прилично, би рекол така, голема надморска височина, значи тоа е бил најверојатно главниот град на Пелагонското кралство, значи каде што најдовме, видите, голем број и македонски монети, да кажеме од Филип II, од Александар Македонски па се до Персеј. Ви гледате, Акрополата е на Висока, значи со еден внатрешен дворец и со еден град околу 2 хектари површина. Долниот град бил на Старо Бонче, значи и со она гробница огромна, монументална на Павла Чука. Се гледате, оваа година малку ќе има затиште, малку ребалансот задоцнивме и со ребалансот не успеавме ствари да обезбедиме средства. Но тој локалитет, тие локалитети мора несомнено да се продолжат да се истражуваат. Најголемиот проблем, гледате, со Висока е тоа што нема природен пат. Значи таму некаде се околу
8 километри со кривините од пат да се просече низ планината од позицијата, да речем, Момирица, она старото село Писокал, под Грнчарица, значи на Смрдлаец да излезе од источната страна, источната падина на Висока, и тука да булдожерите да направат еден така као паркинг за вртење, да можат екипите да доаѓат, знаете, се намачија многу екипите, се правеа планински логори, ние ги собравме основните информации за тој локалитет и сега знаеме дека имаме пред нас нешто што го нема, мислам дека е тоа највисокиот антички град во цела Европа, значи на 1470 метри, такво нешто нема во Европа, но видите, оформен е некаде во најверојатно 5-тиот и 4-тиот век пред новата ера, тоа исто нешто фантастично. Гледате сега, тоа е една од 4 врвни прилепски дестинации, значи, што треба да прерасне, да речеме, и тој во една врвна културно туристичка дестинација покрај, да речеме, Трескавец, Марко и Кули, Стибера, нели. Па би го вклучил тука и градот кај на Црна, нели, во Маријово, на Чаниште манастир. Така да е 5, да речам. Значи, тоа се дестинации кои, знаете, утре ќе влечат, ќе заработуваат огромни пари. Но сега наше, како да кажем, да се снајдеме во овие релации, значи, влада, значи, Министерство за култура, Управа за заштита на културно наследство и локалната општина Прилеп, нели, со градоначалникот, да направиме напори да видиме, значи, малку поголеми напори да овие места да станат првин пристапни за самите археолошки тимови, да можат да ги отвараат, потоа да се вклучи она заштита, конзервацијата, и после тоа паралелно да има, нели, и сега ги посетуваат овие места многу туристи, меѓутоа немаме механизми за да можеме да заработуваме локалната заедница. Што се случува со штитовите? Вака, гледате, штитовите беа откриени 2006 година. Тие се случаен наод, значи тоа се случи некаде во 2006 есента, кога се доприбраа сите парчиња и беа така малку еден подолг временски период во Охрид, во Завод музеј Охрид, каде што извонредните вешти раце на Климент Балески, значи конзерваторот, тој ги реставрираше, ги стави на дрвена подлога и се приближно се реконструира 3 парчиња, 3 штита. Моментално мислам дека еден штит, два штита се во Археолошки музеј на Македонија, едниот е во Прилепски Завод музеј, нели, тука се изложени. Тие се 3 штита кои што се, како да кажам, нешто што е врвен крунски аргумент за правото на името Република Македонија, нели. Сега, мене ми е жал што во старт не беше изреагирано брзо и поагресивно да се соберат уште повеќе парчиња. Тие според анализите на археолозите треба да биле 4 штита. Кралот Деметри Полиоркет тука некаде праќал војска да заштитува, значи веројатно тука во нека битка овие момци паднале и штитовите биле прибрани во градот Пелагонија и останале така во некаков ќуп и до таа 2000 негде наводно декември 2005 биле истргани. Цела зима седеле така и некаде за среќа колегата Друшко Темелковски, значи од Завод музеј Прилеп изреагира веднаш во мај некаде кога дознал, разбрал, така да почнале веќе да се интересираат и во текот на 2006 се прибраа штитовите. Како да кажем, тоа е за мене, гледате, 1992 година ни забранија да го ставиме сонцето од Вергина Кутлеш, нели? Меѓутоа, гледате, сега ние имаме наше сонце од Бонче. Така да, тоа е нешто со што мислам дека секој човек што е македонец или граѓанин, жител на Македонија, треба да се гордее, значи што знаете, во светот постојат само уште 2 или мислам 3 мали парчиња на такви штитови. Ние имаме 3 речиси реконструирани. Ви благодарам на разговорот. Се надевам дека гледачите ги заинтересираме со разговорот на директорот на Управата за заштита на културно наследство Виктор Лилчич за целата оваа наша интересна историја и археолошките локалитети кои што ги поседуваме како држава.